Продолжуваме со уште едно ново видео поврзано со вежбите за ниво А1. Овој пат вежбите ќе бидат за едно лесно предавање, односно Die Farben und das Horoskop, или за боите и хороскопот во германскиот јазик. Ако сте нови на каналот, кликнете subscribe и следете не на Instagram како германски јазик онлайн. За ова видео со вежби, полесно да го совладате, потребно е веќе да го имате гледано видеото од предавањата за ниво А1, кое е поврзано со боите и хороскопот. А сега можеме да започнеме. За сите бои и сите хороскопски знаци кои ги имаме учено во предавањето за нив, ќе дадеме по неколку пример реченици во ова видео, за да видите како би се користеле во одредени реченици. Ке започнеме со првиот дел за видеото, тоа е Die Farben или боите во германскиот јазик. Првите три бои: род или црвена, gelb, жолта и blau или плава. Прв пример реченица: Ich will nicht noch einmal diese rote Blume sehen. Јас не сакам уште еднаш овој црвен цвет да го видам. Зошто во оваа реченица имаме роте, а не род? Тоа е така бидејќи имаме боја која опишува придавка, односно деклинација на придавките. Тоа ќе го вежбаме во некој од следните видеа. Er ist fett und hat ein rotes Gesicht. Тој е дебел и има црвено лице. Следно за жолта боја или gelb. Ich weiß auch nichts von einer gelben Tasche. Јас исто не знам ништо за жолта ташна. Er zeigte seine schrecklich gelben Zähne. Тој ги покажа неговите ужасно жолти заби. Следна е бојата blau или плава. Der Himmel war von einem strahlenden Blau. Небото беше блескаво плаво. И втора реченица за пример: Ihre Lippen färbten sich blau. Незините усни се обоија плаво. Одиме со следните три бои, тоа е grün или зелена и hellgrün светлозелена или dunkelgrün темнозелена. Префиксите hell како светло и dunkel како темно можат да се користат со која било боја. Во ова видео ќе дадеме примери за светлозелена и темнозелена. Die Ampel sprang auf grün. Семафорот стана зелен. И втор пример: Köln war eine grüne Stadt. Келн беше зелен град. Да видиме следен пример: Die Polsterungen waren hellgrün. Тапацирот беше светло зелен. Ihre Augen waren hellgrün. Незините очи беа светло зелени. Следна реченица: Es war eine dunkelgrün lackierte Tür. Беше темнозелено лакирана врата. Das Ding war dunkelgrün. Предметот беше темнозелен. Одиме понатаму со браун или кафеава, швац или црна и вајс или бела боја. Der Mann trug eine braune Hose. Човекот носел кафеави панталони. Die braune Hexe hat falsch gespielt. Кафеавата вештерка имаше погрешно играно. Er war schwarz wie die Finsternis. Тој беше црн како мрак.
Der Kopf ist von langen schwarzen Haaren, главата е со долга црна коса. Durch ihr Haar zogen sich weiße Strähnen преку косата и се протегаа бели прамени. Следен пример. Rick schlug das weiße Laken zurück. Рик го врати белиот чаршаф. Одиме понатаму со 3 нови бои. Лила или виолет. Лилава или виолетова. Оранже, портокалова и роза или розова. Зи trug den lila mantel. Таа го носеше виолетовото палто. Ein bläser Mann mit violett Schlips. Блед човек со виолетова вратоврска. Der Bildschirm blinkt orange. Екранот трепка портокалово. Следен пример. Die Wolke wechselte die Farbe, wurde orange. Облакот ја промени бојата, стана портокалов. За розова боја пример. Meine Lieblingsfarbe ist rosa. Мојата умилена боја е розова. Sein Urin war rosa von Blut. Неговата урина беше розова од крв. И уште некои бои. Grau, гријава или сива, schwarz-weiß, црно-бела и bunt или farbenfroh, шарена боја. Sie sah für ihn grau und schwarz aus. Таа му изгледаше сива и црна. Der Himmel bleibt dunkelgrau. Небото остана темно-сиво. Ich trug das schwarz-weiß karierte Kostüm. Јас го носев црно-белиот кариран костум. Das ist nicht schwarz-weiß. Ова не е црно-бело. Der Mann trug ein bunt kariertes Hemd. Човекот носеше шарена карирана кошула. И последна реченица за овие бои. Er war bunt gekleidet wie die anderen. Тој беше шарено облечен како и другите. Вториот дел за ова видео. Das Horoskop. Исто на македонски во превод хороскоп. Welchen Sternzeichen sind Sie? Кој хороскопски знак сте вие? Бидејќи не многу се користи, односно не често се користи хороскопските знаци во реченици, само ќе ги наброиме и преведиме уште еднаш за да извежбате. Der Stier, бик. Der Löwe, лав. Die Jungfrau, девица. Der Wassermann, водолија. Die Zwillinge, близнаци. Der Skorpion, шкорпија. Die Schütze, стрелец. Der Steinbock, јарец. Der Krebs, рак. Die Waage, вага. Der Fisch, риба. И der Widder или овен. Да направиме и мала вежба за крај. Ова видео ќе биде пократко од останатите. Преведете ги овие бои на германски што ги гледате на екранот. Да дадеме одговори со наша помош.
Црна или швац. Жолта, гелб. Црвена, рот. Светлоплава, хелблау. Темноплава, дункелблау. Бела, вајс. Кафеава, браун. Сива, грау. Зелена, грюн. Портокалова, оранже. Роза, розова. Или лава или виолетова, виолет или лила. Сега да направиме и вежба за хороскопските знаци, кои ќе треба да ги преведите од македонски на германски. Да одговориме со наша помош. Прво бик или штија. Близнаци, цвилинге. Рак, крепс. Лав, лъве. Шкорпија, шкорпион. Вага, ваге. Девица, јунгфрау. Потоа стрелец, шутце, риби, фише. Водолија, васаман. И јарец, штајнбок. И овен, вида. Толку за ова видео, беше пократко и полесно. Се надеваме дека ви се допадна. Ако е така, кликнете лайк и предложете го каналот на друг кој сака да учи германски јазик бесплатно. Не заборавајте да не следите на Инстаграм профилот како германски јазик онлайн, каде објавуваме кога снимаме нови видеа на YouTube. Се гледаме во следното видео.